Почитувани гледачи, добар ден. Во серијалот интервјуа со координаторите на пратеничките групи застапени во Собранието, денеска разговараме со координаторот на пратеничката група на партијата Знам, Бобан Карапеовски. Координаторе, добре дојдовте во Собраниското ТВ студио. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Овој пратенички состав мандатот го започна пред околу 6 месеци. Вие сте релативно нова партија на политичката сцена во Македонија. Како го оценувате досегашниот тек на работата и каква ви е соработката со останатите пратенички групи? Ние сме нови на политичката сцена и прв пат влегуваме во Собранието. Практично околу 6 месеци пред изборите се формиравме како движење, односно како политичка партија, така што, да кажам, ова е релативно ново искуство за нас. Од пратеничкиот состав на движењето Знам за наша Македонија, практично само еден пратеник од овој состав имал предходно искуство во Собранието и тоа е драгоцено искуство што пратеничката група го користи. Другите се релативно нови пратеници, односно не релативно, сосема нови пратеници. Се учиме како функционира Собранието, немаме многу време за учење. Практично, бидејќи доаѓаат на дневен ред исклучително важни и за државата, и за општеството, и за граѓаните законски решенија, точки на дневниот ред, така што некако влегуваме во целиот тој систем на функционирање на Собранието, се разбира, за општо добро, се што може да се направи. Соработката со другите пратеници ми се чини дека е на исклучително високо ниво. Ние се обидуваме да воспоставиме релации, меѓусебно, колегијално, да се обидеме да соработуваме на сите теми практично на кои може да соработуваме, за да одат работите онака како што треба. Така што би рекол дека ние сме на еден начин спој на животно, парламентарно искуство и нова некаква сила како пратеничка група, а во однос на другите пратенички групи дека се обидуваме да воспоставиме едни коректни колегијални односи за да може да функционираме онака како што треба во Собранието, да може да се сослушаме, да разговараме, да дебатираме на сите теми што се отвораат тука. По последните избори, вашата пратеничка група има 6 пратеници. Што ќе биде приоритет до крајот на мандатот? Зашто ќе се залага партијата Знам, пратеничката група во Собранието? Ние и за време на кампањата отворивме неколку главни, клучни теми, неколку столба на кои почиваше нашата програма и тоа на еден или на друг начин го преточуваме во работата и на Собранието, и на пратеничката група, и на оние избрани именувани функционери што ни се во извршната власт или во другите нивоа на власта. Ние рековме дека се залагаме и стоиме за тоа и за тоа добивме релативно висока поддршка кај граѓаните, дека се залагаме за евроинтеграција на нашата држава, но со почитување на критериумите од Копенхаген, без дополнителни некакви критериуми што во континуитет на Македонија некако и се наметнуваат од една страна, од друга дека ние цврсто држиме до некакви македонски црвени линии што треба не само движењето Знам што ги прокламира, туку практично сите политички партии еднаш треба да застанат за заедничка декларација кои се тие црвени линии во смисла на зачувување на македонскиот јазик, идентитет, културна, национална историја и така натаму. Од друга страна, во економскиот дел или во делот на одржливост на државата, ние рековме дека исклучително е важно и тоа како тенденција гледате не само на државно ниво, туку и во светот се повеќе се зборува за тоа, за една самоодржливост во делот на енергетиката и во делот на производството на храна. Практично Македонија која има, не знам колку е веќе статистиката, ама да речеме околу 265 дена, ми се чини дека последно некаде видов сончеви денови, увезува храна што може самата да ја произведува. Тоа изгледа вака малку чудно дури и неверојатно, ама така е во практиката. Или не знам, имате толку сончеви денови, а вие не произведувате и не ја користите за алтернативни извори на енергија, да речеме. Или во делот на искористувањето на хидроенергетските потенцијали или на тие таков тип на клучни енергетски инфраструктурни проекти.
дополнително на тоа, стабилните меѓуетнички односи се наш главен приоритет. Држава што не е стабилна и што граѓаните не ја чувствуваат за своја и не е обезбедено една целосна кохезија во општеството, не може да оди напред. Но тие стабилни меѓуетнички односи, за кои цело време се залагаме, не треба да бидат прва тема во општеството. Практично треба во прв план да бидат ставени овие инфраструктурни, финансиски проекти, така што се што е генерално во една голема слика. Движењето, знам за наша Македонија, практично е партија која се позиционира центар и лево од центарот. Тоа значи се што е во овој домен, овие ги кажувам како столбови на нашата политика, ние ќе поддржиме во собранието. Социјална правда, зачување на македонските национални интереси, самоодржлива држава, особено во овие делови, тоа ќе биде нашиот приоритет и ние ќе се обидеме не само да поддржиме, туку и да иницираме на овој план или со овие точки поврзано иницијативи во собранието. Ние сега дополнително во делот на правда за сите и пристапност до правдата што го зборувавме во делот на кампањата, сега имаме можност тоа и практично да го покажеме, бидејќи и во извршната власт, во делот на јавната администрација и на правдата имаме наши министри, така што и тука ќе дадеме сериозен или ќе се обидеме да дадеме најмногу што може сериозен придонес во тоа да се врати довербата на граѓаните во институциите на државата, пред се во делот на правосудството и конечно да обезбедиме граѓаните да можат да знаат дека кога ќе бидат упатени на таквите институции, дека ќе може да има доверба во нив. Довербата знаеме дека е исклучително ниска, особено во делот на правосудството или не знам во делот на јавната администрација. Обично велиме дека таа е партизирана, гломазна, неефикасна, неефективна и така натаму. Ние сега имаме можност да покажеме дека знаеме како да испорачаме правда од една страна, а од друга страна сериозно, ефективна и ефикасна јавна администрација. Така што тоа се нашите постулати. Пратеничката група ќе се труди и од една страна да поддржува, како што реков, но од друга страна и да иницира сериозни решенија во овој дел. Спомнавте што е прифатливо за пратеничката група на Знам, но што е она на што жестоко ќе се спротиставите во наредните 4 години? Воопшто, ние апсолутно ќе се спротиставиме на секој и најмал знак на кршење на законите и на корупција. Граѓаните, ако добро ги следите сите анкети што се појавуваат, а и во непосредните контакти што сме ги имале со граѓаните, не само во кампањата, сега се дури поинтензивни отколку претходно, барем моите, тие обрнуваат внимание на работите што ги засегаат во секојдневниот живот. И тоа исклучително им пречи. И ние на тоа треба да работиме. Но секогаш на прво место, дури и пред економијата, е корупцијата, особено високата корупција. Сериозно мора да поработиме и како собрание, бидејќи ги имаме инструментите на представничката, законодавната и надзорната улога што може собранието да ја спроведе во тој дел, да направиме уште подобри законски решенија, да поставиме таму каде што имаме надлежности вистински луѓе на вистинско место и да го вршиме тој надзор и да ги представиме граѓаните и да кажеме кои се нивните проблеми, особено во тој дел. Тоа е едниот дел што не е поврзан со на претходно што го кажав. За суштинските витални национални интереси, тука мислам дека нема потреба да разговараме. Тука се јасни работите, во кој правец може да се одвиваат, дека има некои работи за кои, кога се национални интереси во прашање, нема преговори. Но настрана од сето тоа, таквите, веќе звучат помалку и како флоскули, нели? Во овој другиот, конкретниот дел, ми се чини дека борбата со корупцијата е клучна за да се обезбеди подобар живот на граѓаните и понатаму пофункционално општество за сите нас. Зашто знаете, кога ќе отидете да извадите извод од матична книга, кажувам како пример, таму ниту ве прашуваат дали сте пратеник министер, дали сте од едно или од друго место, дали сте од ова или од она етничка припадност, сите се соочувате со истиот проблем. Кога ќе одите на лекар, не ве прашуваат
за вашето, не знам, етничко или какво и да е потекло, верско определување и така натаму. Ние ако имаме систем што добро функционира, тогаш сите граѓани ќе може да си го најдат своето место и тоа понатаму да бидат вистински сервис на граѓаните. Се што е спротивно на тоа, ние остро ќе се спротиставиме, да се вратам на почетокот на прашањето, остро ќе се спротиставиме на сето тоа и жестоко ќе застанеме од другата страна на сите оние што на овој или на оној начин ќе се обидат да ги прекршат законите во оваа држава. Мора конечно да кажеме дека сите пред законот се еднакви и дека прекршувањето ќе придонесе да бидат казнети, бидејќи не само со политичка, туку и со се она што следува таков тип на одговорност. Веќе подолг период во фокусот на политиката и на јавноста се уставните измени. Дали би поддржале уставни измени под овие услови кои што се во моментот? Ние не сме партија што ги лаже граѓаните. Така што во кампањата кажавме и стоиме до тоа и ќе стоиме до крај. Генерално мора да се обезбеди некаков тип на гаранција дека нема одново и одново и по овие уставни измени потенцијални некој на нашиот европски пат понатаму повторно да не блокира. Со некои нови барања кои се надвор од тоа како сите други држави досега пристапиле во Европската унија и сега мислам на последните на критериумите од Копенхаген се разбира. Тоа значи дека вака како што ни се денес ставени на маса, за нас се неприфатливи уставните измени. Ние генерално немаме против ниту една етничка заедница. Се разбира, ние живееме со нашите сограѓани од една или од друга етничка заедница. Впрочем, бројот на крвни зрнца никој не ви го брои. Сите ние имаме некакво, можеби и друго потекло. Не сме за етнички чисти, ниту е тоа можно, ниту луѓе, ниту општества. Но влегувањето на уставните измени вака како што се сега, прво се производ на уцена. Дури и тоа да го голтнеме во името на некоја поголема приказна, а тоа е нашиот европски пат, никој не може да ни гарантира дека ова ќе биде последното нешто што ќе се бара од нас, бидејќи претходно беше само промената на името, така. Таа кнедла ја голтнавме, тоа го моравме да се соочиме, ама претходно беше за влезот во Обединетите нации исто привремена референца. Па потоа беше промена на устав 90-ти, која беше современата спогодба во смисла на малцинствата надвор од територијата на државата или не знам тогашното знаме. Нон-стоп за нашето зачленување во меѓународните организации некој се пројавува и појавува и бара некој дополнителен услов и ние сме единствените што треба нешто да дадеме без да добиеме некоја концесија за возврат. Тоа не може да биде така и да тера така до бесконечност. Некаде мора да се стави крај. Во таа смисла, вака како што се уставните измени за нас се неприфатливи. Ако добиеме дополнителни гаранции, ако обезбедиме она што први прочем ми го кажавме и се залагавме за тоа, одложено дејство на уставните измени по нашето зачленување во Европската унија, тогаш може да разговараме како, во која форма може да се отвори уставот и тоа исклучиво за овие прашања. Не да се отвори уставот самиот по себе, па тогаш да навлегуваме и во други работи. Само за ова што е во моментов пречка, тоа е можно, но условено или со одложено стапување на сила на тие уставни измени или со некои други концесии кои ние ќе ги добиеме дека нема да бидеме вечно или дополнително уценувани дека треба да направиме отстапки надвор од отстапките што ги правеле другите држави. Знаете, во крајна линија се работи и за некакво чувство на дигнитет, на достоинство. Вие, ако нечие достоинство постојано го газите и нонстоп барате, постојано барате од некого да се откажува од нешто што му е исклучително важно, тогаш тоа не се вредности. Бидејќи јас цврсто верувам дека европските вредности се добри и дека
тие што ги прокламираат, вистински се залагаат за нив и сакаат во практика да ги применат, тогаш ајде да ги поставиме работите врз основа на вредности. Тие вредности велат, не знам, почитување на судски одлуки, особено на меѓународни судови. Тоа значи без дополнителни услови за една држава вака, за друга така, двојни аршини. Тоа се некои наши согледувања на кои ќе обстоиме и кои ќе се обидеме да ги актуализираме постојано и во собранието и надвор од собранието. Ви благодарам за денешното гостување во Собранискиот канал. Ви благодарам и јас и се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно. Ви благодарам. Благодарам.